Добар ден. Во следните минути ќе имаме можност да поразговараме со директорката на Царинската управа, господја Славица Кутиров, на сите актуелни теми кои што се поврзани со царинското работење. Добар ден и ви благодарам што дојдовте во нашето студио. Благодарам на поканата. Ќе имаме интересен разговор, претпоставувам, во следните минути. За почеток, веднаш би ве прашала она што сигурно сум ќе ги интересира гледачите, дали работите на спречување на сивата економија? Секако, значи во врска со ова прашање јас би дала еден малку поширок контекст, имено заедно со министерот за финансии и директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска изминатиот период. Учествуваме интензивно на дебати во рамките на јавната расправа за даночните реформи кои што се во тек предлозите, и во тој контекст царината е опфатена во два дела. Првиот дел е така наречените повластени даночни стапки на производи кои што се увезуваат, а вториот дел е сите тие мерки кои што се превземаат преку дигитализација на царинското работење за ако имат влијание на спречување на сивата економија. Во таа насока би сакала да споменам дека планот за развој што го има Царинската управа во следниве 2 до 3 години предвидува неколку значајни новини во работењето, а кои што ќе имаат влијание на сивата економија. При тоа, значи, би сакала да споменам дека работиме на еден нов систем за контроли и истраги, кој што треба да ги интегрира и консолидира сите постоечки IT системи и модули кои што се ги следат овие постапки на контролите и истрагите. Паралелно работиме на имплементација на еден нов податочен склад, така што ќе овозможиме да интерно се консолидираме и тоа како платформа да ја споделиме со другите инспекцијски органи, пред се со управата за јавни приходи, а со цел поефикасно дефинирање на ризиците кои што се поврзани со спречување на сивата економија. Тоа е еден сериозен зафат кој што планираме, значи, во следниве неколку години, а исто така работиме и на воведување на така наречен track and trace систем, кој што треба да овозможи следење на акцизните стоки. Пред се мислам на тутунските производи. Тој систем го работиме врз основа на европска регулатива и тој е имплементиран во сите европски земји и ние сме во финална фаза околу дефинирање на концептот и решението и многу набрзо очекуваме да започнат активностите за имплементација. Веќе имавме состаноци и со производителите на цигари во државата. Така да верувам дека сите овие процеси заедно со некои тековни активности на безготовински плаќања кои ги ставивме како задолжителни и целосно, значи, ги изфрливме од царинското работење готовинските плаќања, сметаме дека ќе имаат исто така влијание на спречување на сивата економија. Ќе има ли бенефит од тоа обичниот граѓанин, бидејќи граѓаните имам чувство дека се интересираат за спречување на сивата економија, или пак ова спречување на сивата економија ќе се одрази исклучиво на фирмите, на оние кои што се занимаваат со транзитиве на некој начин? Во секој случај, значи, спречувањето на сивата економија е така еден комплексен процес. Спречувањето секогаш се вели намалувањето, бидејќи дури и во најразвиените земји, значи, сивата економија постои како појава, така да сите тие активности пред се изфрлањето на кеш, дигитализацијата, поврзувањето на институциите, немањето на ефикасна размена на информации, значи ќе доведе до намалување. Сега, секако, намалувањето на сивата економија значи повеќе приходи во државата, канализирање на тие приходи, на плаќање на даноците соодветно и понатаму
поврат на истите во интерес на сите граѓани. Изминатиот период беше актуелен Отворен Балкан и Царинската управа е дел од оваа иницијатива. Што може да очекуваме? Кои ќе бидат придобивките од тоа што вие како Царинска управа сте дел од Отворен Балкан? Да, така е. Тоа е една иницијатива која што се спроведува помеѓу нашата држава, Република Србија и Албанија на највисоко политичко ниво. И во рамките на таа иницијатива се опфатени 4 типа на области, да кажам, тоа е слободно движење на луѓе, стоки, услуги и капитал. Царинската управа е вклучена во делот на слободно движење на стоки. При тоа, во рамките на сите тие активности, некаде од почетокот на годината па до постојано, значи се реализира повеќе активности кои произлегоа од самата иницијатива, а кои беа интерно координирани во рамките на царината заедно со соседните држави, Србија и Албанија. Во таа насока сакам да споменам дека од јуни конечно профункционира така наречениот One Stop Shop, односно колегите од Српска царина и од полиција се преселија на наша страна. Отворивме посебна лента за товарните возила од земјите на Отворен Балкан. Во екот на годишните одмори, кога се соочивме со огромен наплив на возила поради заминување на одредени туристички дестинации, значи отворивме уште 2 нови ленти, кои што до тој момент беа излезни, наменети за излез, сега ги трансформиравме во влезни ленти. Тоа ни го овозможи првиот дел што се реализираше. И се разбира, од 1 септември отворивме посебна лента за транзитни и празни возила, меѓутоа на влез во царинскиот терминал на Табановце. Така да сите тие активности заедно со одредени царински концепти, како што е авторизирани економски оператори, зелени коридори, кои што се одвиваат во рамките и на ЦЕФТА иницијативата, значи делуваат на забрзување на протокот. Ние имаме показатели од одредени истражувања кои што се правени во рамките на Обединетите нации на Комисијата за Европа, каде што Република Македонија е рангирана како лидер во олеснувањето на прекограничната трговија која се работи за дигитализација и олеснување на царинските постапки. Исто така имаме одредени истражувања и преку во рамките на ЦЕФТА, така да споредбено со претходниот период мислиме дека имаме тука голем напредок. Би ве прашала, споменавте оваа посебна лента која што видите за товарни возила, меѓутоа периодов бевме свидоци на протести, ако можам така да ги кажам, на дел од камионџи кои што се затегнаа во една гужва, еден метеж и покрај овој зелен коридор за кој што зборуваме. Зошто се случи тоа? Па да, тоа беше, значи се случи во екот на најголемиот шпиц на годишните одмори, кога ние се соочивме со огромен наплив на патнички возила, фамилии пред се и други типови на возила кои транзитираа низ нашата земја и на граничните премини со цел да се забрза тој тип на проток. Повремено лентата за Отворен Балкан се пренаменуваше за автобуси и за патнички возила. Меѓутоа тоа траеше многу краток период, значи можеби 20 дена, така да веќе немаме проблеми од тој тип и протокот на товарните возила воопшто на граничниот премин се одвива непречено. Јас би сакала само тука да споменам дека единствено за станување на граничните премини кога се во прашање товарните возила се врши заради затварање на постапката од страна на колегите од српска страна која зборуваме за Табановце и за пасошка контрола. Цариник воопшто нема на граничниот премин кај товарните возила. Така, тој
На кое место си ја врши улогата потоа? Улогата царина ја врши веднаш на терминалот, на внатрешниот терминал кој што е веднаш тука на после граничниот премин. Ги споменавте оние новини во работењето како безготовинско плаќање, да нема кеш или за со цел да се спречат некои несакани појави. Во рамки на тоа, кои се новините и новитетите во царинското работење? Па добро, тоа е само еден сегмент. Царината генерално се движи на дигитализацијата и во Европа царинските постапки се комплетно дигитализирани. Ние сме на многу добар пат во тој дел. Пред неколку години беше имплементирана една современа платформа за увозно-извозни постапки после 20 години. Значи, тоа се случи 2019 година. И таа платформа ни овозможи понатамошен развој. Значи, ние многу набрзо во рамките на следниве неколку години, значи, ќе имплементираме уште неколку такви системи кои што ќе бидат усогласени со сите тие европски системи и кои што ќе имаат ќе значат подобрување значително на услугите на економските оператори. Значи, во таа насока би сакала да споменам во тек е набавка на нов компјутеризиран европски транзитен систем со што, значи, ги продолжуваме да ги исполнуваме критериумите за учество во европскиот транзит. Значи, нашите компании без застанување ги минуваат европските земји, за тоа мораше да ги исполниме и да ги имплементираме еден нов систем со нови барања. Исто така работиме на нов едношалтерски систем со кој ќе го замениме досегашниот Ексим со поддршка од Светска банка и тој треба да овозможи многу централизирани услуги, меѓу кои и централно плаќање на сите типови надавачки, независно дали се царински, за дозволи и така натаму. Исто така работиме и на еден систем кој што ќе треба да направи интеграција на сите економски оператори кои што се јавуваат како увозници и извозници, меѓутоа интегриран со централниот регистар, управата за јавни приходи и пред се со регистарот на население. И веруваме дека таа консолидација, интеграција на сите тие национални бази, значи ќе ги зголеми значително услугите кои ги даваме, ќе овозможи на економските оператори со еден клик, значи да влезат во сите тие системи и да се позиционираат на услугите кои што на нив им се дозволени. Наместо, како што е досега, да се регистрираат во секој систем посебно и да спроведуваат таква постапка. Така да верувам исто така дека освен што тоа ќе ги подобри услугите, ќе влијае и на онај првиот дел на спречување на сивата економија, односно на подобра наплата на приходи и од која се разбира сите ние ќе имаме бенефит. Директор, ќе би ве прашала и околу корупцијата во царината. Цариниците важат за корумпирани. Дали е ова вистина, не е вистина, може би било вистина во минатото па се променува, се работи ли на подобрување на имиџот на цариниците? Так. Прашањето на корупцијата во царината се третира на системско ниво. Тоа значи дека ние имаме посебен сектор за професионални стандарди, кој што сектор има во себе и посебно оделение за интегритет. И тоа е веќе 20 години. Исто така имаме отворена линија на која што добиваме поплаки и од тој тип. Меѓу другите, да кажам, известувања и пријави, имаме и пријави од тој тип. Секторот за професионални стандарди во изминатата година има реализирано околу 200 внатрешни контроли, внатрешни истраги кои резултирале со околу 20, да кажам, дисциплински постапки. Сега, што е овде проблемот? Проблемот е што докажувањето на корупцијата е малку потежок процес и бара пософистицирани методи. Јас би сакала да кажам дека оваа година ние исклучително сме посветени и на тоа прашање во
обезбедување на соодветни начини како тоа поедноставно би се докажало во одредени случаи. При тоа би сакала да споменам, значи дека од април месец започнавме со ротации на царинските службеници на граничните премини, но и на внатрешните терминали, тоа задолжителна ротација и тоа е една од превентивните мерки која што е европска пракса. Тоа значи сме го дискутирали и со колегите директори на други царини во Европа и ме радува што истото функционира и дека се надевам дека ќе влија и на тие појави. Исто така со американската амбасада поддршка нивна работиме на воведување на боди камери, користејќи го искуството што го има Министерството за внатрешни работи, позитивно, многу позитивно искуство, така да планираме во следниот период до крајот на годината или почетокот на следната на царинските службеници на граничните премини, мобилните тимови да ги ставиме тие боди камери, а исто така работиме и на нов систем за видео надзор кој што го мониторира однесувањето и постапките на граничните премини и она што е сметам дека е исто така многу значајно, значи во финална фаза сме на екипирање на секторот за посебни истражни мерки. Царинската управа ги има тие овластувања и во него, значи, во постапувањето на и примената на тие мерки се вклучени и таквите внатрешни контроли, така да верувам дека сите тие активности на кои сме посветени оваа година дека ќе вложат со одредени соодветни резултати и да едноставно тоа прашање го ставиме малку понастрана од приоритетите. Да, сакала има да пообјасниме, рековте, има понекогаш пријави кај вас во царината за ваква појава. Меѓутоа велите тешко е да се докаже. Што правите во тој случај? Значи, пријавите за корупција кои што пристигаат на телефонската линија задолжително се процесирани од секторот за професионални стандарди. Односно се излегува на терен, се проверуваат сите можни наоди, значи во врска со пријавата и како резултат на сето тоа, значи понатаму се процесира одредена дисциплинска постапка доколку има наоди. Има и многу лажни пријави, меѓутоа се процесира најпрофесионално сите тие пријави. Сега никаде пред крајот на разговорот би сакала да ве прашам и околу огласот за 60 вработувања во царинската служба, кој што јас ако смеам да забележам најде на голем интерес во јавноста со оглед на тоа што ги следам нели социјалните мрежи, случувањата и она што се коментира во јавноста. Голем интерес за работа во царинската управа, какви се тие критериуми, каков тип на вработувања се овие 60 вработувања? Па да, јас прво би сакала да кажам дека царинската управа своите вработувања ги планира согласно стратегијата за развој на човечки ресурси. Меѓутоа, она што е да кажам значајно е дека од 2014 година ние немаме реализирано оглас на неопределено време за вработување во царинската управа, а во меѓувреме, значи се реализирани вработувања на определено време на одредени позиции и се испразнети голем број на работни места, што по основ на пензионирање, што по основ на по други основи. Така да ова е еден од тие огласи кои што треба да изврши пополнување на испразнетите работни места, кои да кажам во изминатиот период тие работни позиции беа неколку години огласувани на одредено време. Така да не е нешто сензационално, меѓутоа е потребно. Ние годинава, на крајот би сакала да кажам дека годинава одбележуваме 30 години од царинска управа од осамостојувањето и едно од мотото ни беше дека вложувањето во човечките ресурси е најважно. Директорка, јас тука никаде ќе ви заблагодарам за гостувањето и за овој интересен разговор. Се надевам дека одговоривме на неколку прашања кои што верувам ги интересираат гледачите, посебно оние кои што се засегнати од работењето на царинската управа и ви честитам за 30 годишниот јубилеј. Благодарам. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што не следевте.